форум на малцинските заедници. Гостин во студиото ова утро е Надир Реджепи, извршниот директор на ИНСОК. Добро утро и добре дојдовте во студиото на Македонска телевизија. Добро утро и благодарам на поканата. Втора стратегија е едно општество за сите. Како помина првата, што е целта на втората? Да, пред да дебатираме на таа тема, јас би сакал да ги потсетам гледачите на Македонска телевизија дека токму во ова студио во март месец некаде промовиравме нашиот форум како иницијатива на немнозинските заедници во Македонија со цел да почнеме нов диалог со институциите, меѓутоа и да дебатираме на некои теми за кои мислиме дека треба да се променат и подобрат. Во тој смисол, ние како форум минатата недела имавме финална конференција каде што заедно дебатиравме со државните институции, меѓународните организации, граѓанскиот сектор околу иднината на овие два важни процеси. Сега, во овој период ние го фативме чекорот и дадовме придонес кон дизајнирањето на вториот циклус на стратегијата Едно општество за сите. И за сега сме задоволни од приемот на институциите. Значи, имавме состаноци во парламентот со двете комисии за што се имат ингеренции за малцинските заедници, меѓутоа и со институциите надлежни за нас, секако со господин Роберт Аладјодовски, кој е координатор на овој процес. Вториот циклус на стратегијата треба да почне со имплементација од 2024 година. Во тек се финалните нијанси на финализирање на тој документ. За разлика од првиот циклус, во оваа фаза јас добив печаток дека процесот е поинклузивен, затоа што за споредба со првата фаза, која почна од 2019 година, сега се консултира сите засегнати страни. Значи и граѓанскиот сектор, и приватниот сектор, и секако институциите. И во тој смисол сега се гледа некоја поотворена врата да се сослушаат сите предлози, секако и критики, за да се вметнат. Од друга страна пак, државата има многу стратегии по разни основи, за разни сектори и во тоа оделение, значи, сите тие стратегии треба да се синтетизираат, за да се изгради големата слика. Дали реално го чувствувате фидбекот од она што го работите до сега и она што е најавено за следниот период? Па за сега впечатоците се позитивни, затоа што не само што бевме примени на состанок официјален, туку и кореспонденцијата, комуникацијата продолжува. Се среќаваме на разни настани и редовно комуницираме за прогресот. И тоа она што охрабрува е затоа што ова гарнитура на власт почна да размислува за кохезијата, за мерките за кохезија на општеството и секако вклучување на сите страни. Значи, не е само да доминираат мнозинските ставови, амбиции и перцепции во градењето на овој општество, туку секако да се вклучат и сите останати актери во тој смисол. Сега, она што не достигаше, значи, јавна политика за кохезијата и за инклузивноста на овој општество во фазата на секако паралелно со придружувањето кон Европска унија е отворен процес и се зависи, значи, секоја страна колку ќе придонесе и какви инпути ќе даде на предлог. Да, зборуваме сега со институционален речник, со речник на високо ниво, меѓутоа, кои се реалните проблеми со кои што се соочуваат немнозинските заедници? Што е она што им треба? Што е она што им е потребно? Значи, она што секој граѓанин во Македонија го има како предизвик пред се, од областа на економијата, од областа на социјалните политики и културата, значи, кај малцинствата тоа се одразува 2 или 3 пати повеќе како предизвик или бариера. Значи, тоа е огледалото на општеството во оваа фаза на развој. Општеството, секој општество е најсилно колку што е силна неговата најслаба алка, тоа мора да го знае. Да, има една поговорка која Ганди ја кажа дека
едно општество или демократија се мери според односот што го имаат кон малцинствата. Значи, како ја третираат различноста во својата дејност општеството. Македонија беше добар пример од многу децении наназад, меѓутоа со демократските промени имаме назадување во тој смисол и нели поради политичкото актуализирање во односите со соседните држави, најчесто Грција и Бугарија, тоа прашање доби нова димензија, додека ние како помали заедници бевме неми сведоци и сето тоа не го изнесовме. И сега таа кохезија што се наметнува како прашање во оваа нова стратегија едно општество за сите е дека за разлика од првиот циклус, ова е сега проширена. Значи, во првиот циклус беа културните и социјалните права како основа, сега се проширени на економските права додатно и на владењето на право. Значи, оваа стратегија се проширува за уште два столба, што се многу важни и каде што ставовите и предлозите на сите нас треба да влезат во таа стратегија. Процесите на евроинтеграциите и предизвиците на немнозинските заедници. Така. Па и тоа е исто така важен процес кој лани од јули месец 22 почна скринингот со првата меѓу државна конференција меѓу Македонија и ЕУ членките. И тој процес започна и ќе трае неколку години, затоа што сега се отвараат првите поглавја 23 и 24, тоа се фундаменталните права, демократијата и владењето на правото, каде што пак повторно тука се основните човекови права и малцинските права вклучени. Тие поглавја први се отварат и последни се затворат, тоа е практика во сите досегашни процеси на придружување кон Унијата. И предизвиците на нашите заедници се дека во овој период ние не обезбедивме еднаков старт или еднакви можности во тој процес. Од друга страна, политичката димензија и надпреварот на поважните процеси и приоритети или внимание на државата мало ги запостави малцинските права, затоа што овде се верува дека со уставните промени од 2001 година и со рамковниот договор и со многу позитивните закони во однос на малцинствата, дека тој процес е завршен, меѓутоа имплементацијата изостанува. И сите знаеме дека најголем проблем во оваа држава е имплементацијата на тие закони и тоа не да бидат селективни и да има непристрасна имплементација. И токму тоа е предизвикот на малцинствата да се вклучат во овој процес. На добар пат ли е Македонија кон интеграциите на повисоко ниво? Па, евроинтеграциите се основна примарна цел. Нашиот пат стана предолг, според мене. Јас знаеш зашто учествувам во овие процеси од далечната 2004 година, кога се спремаше првиот ИПА инструмент, ИПА 1, па има ИПА 2, сега сме во имплементација почнува од следната година ИПА 3 циклусот, 7 годишен финансиски. Предлог е процесот и стана многу непредвидлив. Сега имаме сите наши ставови и објаснување зашто тој стана непредвидлив, а додатно на тоа ние малцинствата мора секогаш да бидеме трпеливи, да дочекаме и некои решенија на поминуваат генерации. Поминуваат, например, јас потрошив 30 години во овој процес и не го гледам крајот. Кога или надежда дека да кажеме сите веруваме 2030 ќе бидеме членка, меѓутоа сето тоа е непредвидливо. На крајот да резимираме што одработи до сега форумот на немнозински заедници. Да. Па во овој период од 10 месеци заедничко дружење, значи мора да кажам дека во форумот се бошњачката, турската, ромската и влашката заедница заедно со српската. Членки се околу 17 организации и ние си изградивме трогодишна стратегија
што ќе работиме во следниот период за да ги промовираме и заштитиме интересите и потребите на нашите заедници. И секако дека во тој смисол треба да бидеме поагилни кон институциите, некогаш и покритични, затоа што некако сме секогаш ставени како втори или трет приоритет. Дискриминацијата продолжува, пред се, мислам, од страна на институциите, некогаш е таа ненамерна, но повеќе пати е селективна и намерна од индивидуалци, не генерализирам за сите институции, меѓутоа и тоа е додатен проблем во инклузивноста на ова општество. Нади Реджепи, извршен директор на Инсток, форум на малцински или немнозински заедници, беше темата на ова ваше гостување. Имате сизифовски предизвик пред вас, ви посакуваме да успеете. Благодарам. Благодариме што учествувавте во Македонија на утро.